Купувате преку интернет или во продавница? Колку онлайн нарачки имате направено последната година? Спаѓате ли во онаа категорија луѓе од Балканот која преку интернет најчесто купува облека, храна и пијалоци? Короната го промени начинот на живот, останаа навиките за онлайн нарачки. Во продолжение за ова ви презентираме податоци од државите во регионот од неколку релевантни извори. Македонските граѓани минатата година за пазарење преку интернет потрошиле 573 милиони евра, најмногу за одмори и патувања во странство. Најголем дел од овие средства биле платени кон 3 држави. Податоците од Агенцијата за трговија ги објави Народната банка. Од друга страна, според извештајот на e-commerce Europe, која представува 150.000 компании од Европа кои имаат интернет продажба, 49% од граѓаните во 2022 година купувале онлайн. Истражувањата во Србија покажуваат дека повеќе од половината домаќинства со интернет го искористиле за онлайн нарачки. Во оваа земја најмногу се нарачува облека и спортска опрема. Нови податоци од април има за Босна и Херцеговина. Таму најмногу се купуваат облека, обувки и електроника. 30% од набавките се од Европската унија, 40% од регионот. Од 2 до 5 испитаници направиле интернет нарачка во последните 3 месеци. Повеќе од 1/3 од граѓаните купуваат преку интернет. Според црногорските статистичари, 47% од граѓаните на оваа земја имале онлайн нарачки во време на корона, најмногу спортска опрема, облека и храна и пијалоци. Овој процент до 2022 година се намалил на 31%. Проекциите за Албанија се со драстични разлики од 22,8% до 49%. Проекциите за приходите од трговија во 2024 се близу 500 милиони евра. Ситуацијата во Косово е контрадикторна, со 95% корисници на интернет и само 8% искористеност на интернетот како начин на плаќање.